Најнапред еве да ја искористам ова прилика да се заблагодарам на присуството, секако и на помошта на УСАИД и на Небојша, луѓе кои што ги сметам за лични пријатели и мои и на општина Кавадарци, и кои што еве овој пример е еден од класичните примери за неврзан муабет и за идеја за тоа дека УСАИД може да помогнат и во реализација на овој проект. Би сакал во интерес на јавноста и секако и да ги запрам шпекулациите. Ова е еден проект кој што беше првично идеја уште на претходната директорка на ова училиште. Основната цел беше да изградиме концертна сала и со тоа да го дигнеме нивото на ова основно училиште на ранг на средно училиште, зашто најнапред следеше една согласност од сите општини во Вардарскиот плански регион, кој што недвосмислено дадаа поддршка на оваа идеја, да во Вардарскиот плански регион има едно средно музичко училиште, тргнувајќи од тоа дека имаме едно од најуспешните основни училишта во Република Македонија, кое што за Кавадарци и за Република Македонија има донесено многу награди. Оттаму ја прифативме ова идеја и проектот и првично обезбедивме од буџетот на локалната самоуправа 3 милиона денари. На овие финанси се приклучи и УСАИД со 2 милиона и 300 илјади денари и секако беше неизбежно и Министерството кое што кога виде дека имаме ваква соработка со цел остварување на повисока цел за децата од Кавадарци и од регионот, и тоа учествуваше со 1.200.000 евра и заедно со оние средства кои што ги имаше самото училиште од 500.000 денари, обезбедивме еден буџет од 7 милиона денари, кој што значеше еве една добра фаза во напредокот на изградбата на ова концертна сала. Во делот на роковите точно не можам да ви кажам, меѓутоа нек не бевме на лице место, видовме дека градежните работи се уште во тек. Останува за имплементирање делот на Министерството за образование, кој што ќе финансира дел во внатрешниот изглед, грејењето на училиштето. И секако на крајот ќе видиме која е последната потреба, мислам дека една од потребите ќе биде внатрешно доуредување, уредување, обезбедување на дополнителни инструменти за децата. И секако крајната цел е формално барање од локалната самоуправа за дигање на рангот на ово училиште, меѓутоа од кога ќе го имаме овој објект пуштено во употреба. Уште еднаш еве да се заблагодарам на УСАИД, на Небојша, на неговиот тим, на Министерството за образование и секако на проектантот и училиштето кој што го изготви овој проект и кој што напредува, еве, стигнавме и до кровот. Денеска сме тука во рамки на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, во кој што и се врши реновирањето односно градењето на концертната сала. Денеска правиме технички прием на работите кои што ние ги имаме финансирано до сега, тоа се кровот, фасадата, прозорите и вратите во цело училиште, така да има уште доста работа кои што заеднички со општината ќе координираме до самото завршување на овој проект. Бидејќи верувајте, ова не е еден од подрагите проекти, затоа што историјата со ова училиште не е од пред неколку месеци. Пред 7,5 години имавме една супер интервенција да го направиме училиштето каде што е сега, каде што беше детскиот диспансер. Таа идеја се гаеше, се негуваше неколку години, како што каже градоначалникот, до моментот кога успеавме сите заеднички да обезбедиме финансиска конструкција да стигнеме до ова што го имаме денеска. Повторно ќе напоменам, имаме уште многу работа што треба да се заврши таму, кое што општината заедно со училиштето, со изведувачите и со сите служби кои што работат во оваа насока ќе се комплетира и наскоро ќе се сретнеме сите тука на некој концерт, малку да не развеселат музичарите од училиштето. Просторно имаме на спрат околу 350 квадрата. Во делот на први пат се одесува дека имаме концертна сала за 80 седишта, имаме балетска сала од 50 квадрата, кој балет ќе се префрли од Дом на културата во нашите простории. И долу имаме студио и исто сала за народни инструменти. Додека горниот спрат ни е предвиден да имаме големи простори за воидина ако имаме аплицирање за средно училиште, така да и ќе бидат две големи училници и околу 15 кабинети за индивидуална настава. Тука се однесуваат исто кабинети за службите, што ќе бидат из директор, педагог и секретар. Така да со овој прекрасен објект ние добиваме едно музичко училиште кое деликува, кое до сега ги немаме условите за одржување наши мали
концерти, така да ги користиме просториите во Домот на културата. Со ова ние сите наши збиднувања што ќе бидат во училиштето, можеме сами да се бавуваме тука без да одиме на други места, а другите работи што ги имаме како концерти, годишни и божични, тие пат се бидат со делот во Сработка на околната управа и во Домот за култура се бидат. Значи имаме пред се наставен кадар, имаме просторни услови, што реков ги имаме. Сето зависи сега тоа со од апрецирањето, значи дали ќе ни одобрат, тоа не зависи од нас, но ние се бориме, ќе се трудиме и ќе апрецираме со локалната управа за универзитетот да ни одобри ако за во идеја да може да прерасне во средно училиште.